Здраво, драги родители! Добро дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. И со ова видео ќе почнам да ја презентирам содржината на книгата Родителска карта од Шефали. Во почетокот на самата содржина таа има напишана една поезија која што нејзина поезија која што се однесува за врската на родителот со неговото дете. И сега ќе ви ја прочитам. Вели: врската со вашите деца е како со ни една друга. Таа прави две работи истовремено. Ќе ви даде супер моќ и ќе го скрши вашето срце. И во двете нешта ќе бидете растргнати до неограничени бесконечности. Но и во исто време оваа врска ќе ве здроби до ништозност, но и ќе ја воздигне вашата креативност и имагинација. Таа ќе ви ги уништи вашите фантазии и соништа. И во исто време, таа ќе биде вашиот најголем учител и ќе направи промена во композицијата на вашата душа. Оваа врска ќе биде крајниот уништувач на вашето его. Таа постои за да ве оживее и за да ве издигне до најголемите височини, но и да ве сивне до најниските нивоа. Само оваа врска ги има овие моќи и таа ќе биде единствената на која ќе и го дозволите овој степен на вашата немоќ. Понатаму во својата содржина, во книгата Родителска карта, Шефали објаснува дека односот со децата е како ниеден друг однос со кој што можат да го воспостават возрасните, токму поради две причини. Првата причина е поради тоа што ние имаме една целосна одговорност кон нашите деца. Значи, од моментот кога тие ќе дојдат на овој свет, па се до нивното созревање. И втората причина е затоа што не постојат две исти деца. И таа вели токму заради овие две различни причини, ова врска е исполнета со најголеми предизвици, со најголеми комплицираности, и за да може родителот да опстои и да може да напредува во врската со своето дете, потребно е родителот да се опреми со уникатен склоп на вештини и алатки за родителствување. И таа вели, бидејќи децата доаѓаат од нас, без разлика дали на природен начин или не, ние имаме една крајна одговорност спрема децата. Значи, токму поради тоа, нивото на нашето инвестирање со децата, нивото на нашиот влог кон децата и приврзаноста за нивната благосостојба навистина представува една голема тежина и е непредвидлива на некој начин. Затоа велиме дека со никој друг човек не можеме ние да оствариме ваква врска каква што е врската со нашето дете, затоа што таа врска, кога работите одат на добро, во позитивна насока, кај нас се создава една огромна еуфорична радост. Меѓутоа, кога нема да тргнат во насока во која што посакуваме, тогаш се јавува една огромна вознемиреност, една фрустрација и една голема болка. И таа вели, ние можеме да напуштиме било кој возрасен, да го отстраниме од нашиот живот, можеме да ги напуштиме пријателствата доколку не ни се допаѓаат, или пак едноставно поради подолго време се случува пријателствата да избледат ако не се обноват, или пак врските да завршат, разводи се случуваат. Меѓутоа, таа вели, врската со децата е навистина посебна, затоа што тие се докрај наши и во добро и во зло. Едноставно, како што вели Шефали, драги родители, вие сте заглавени, вие сте си заглавени со вашите деца до крајот на вашиот живот. И таа вели, токму поради тоа имате како родители два избора. Првиот избор е или свесно да си го прифатите напорното искачување по родителската планина со сите промашени патеки, со сите стрмнини, со сите падини и со притоа
значи употребувајќи еден огромен напор, или пак да решиме да паднеме во карпата, во острата бездна на неповрзаност со нашите деца. И таа вели втората причина заради зошто оваа врска е како ни една друга, е затоа што пред се станува збор за деца. Значи, таа вели децата се уникатна категорија на луѓе. Значи, тие следат сосема различни правила од возрастните, тие имаат поинаков мозок од возрастните, тие бараат сосема поинаков јазик на комуникација и затоа Шефали вели дека мислам како возрастни ние премногу ги подценуваме разликите кога се споредуваме, кога правиме споредба помеѓу возрастните и децата. Навистина разликите се огромни. Обично ние како велиме? Па колку може да биде тешко родителствувањето, па децата се само помалата верзија од нас. Меѓутоа таа вели не. Децата во никој случај не се помала верзија од нас. Единствено децата се исти како нас, затоа што се човекови суштества. На секое друго ниво не може да има споредба. Значи, на сите други нивоа нема споредба помеѓу нас, возрастните и децата. Споредбата завршува тука, во смисла на тоа дека сме човекови суштества. И поради фактот што, вели Шефали, ние како возрастни не сме опремени со алатки, не сме опремени со вештини, за да можеме да се справиме со таа разлика која што постои помеѓу нас и помеѓу децата, ние продолжуваме да ги комплицираме работите во врската со децата. И затоа таа вели дека голем број на возрастни едноставно не се опремени да можат да комуницираат со детето. Таа прашува, дали некогаш родители сте посетувале часови за говор со деца? Или пак часови за психологија на детето пред да станете родители? Сигурно некој од вас зел некој час за детската психологија, меѓутоа таа вели не се споредува со фактот дека кога вие ќе си имате ваше собствено дете, вие ќе мора да го научите нивниот оригинален начин на комуникација, нивниот оригинален начин на исполнување на потребите на вашето дете. И ова всушност не доведува до острата и брутална вистина за родителствувањето, дека без разлика каде се наоѓаме ние како родители во циклусот на нашето родителствување, на нашето воспитување со децата, ние го доживуваме родителството како голем товар, како голем притисок. Зошто е тоа така? Затоа што пред се децата ни представуваат огромна одговорност, а од друга страна исто така, колку повеќе влегуваме во родителските води со децата, стануваме свесни дека навистина имаме огромен недостаток од вештини за да можеме успешно да ги разбереме децата и успешно да комуницираме со своите деца, за да можеме да се поврземе на начин кој што ќе предизвика раст и развој во врската со децата и да направиме навистина една промена во насока на духовен развој. Таа вели навистина праведно би било кога ние родителите признаеме колку навистина не знаеме да родителствуваме. И таа вели ниедно количество пак на знаење не може да влијае врз родител кој што едноставно не сака да прифати дека не знае. И затоа вели таа дека растот и развојот, напредокот на самиот родител започнува од прифаќањето на нашето родителско незнаење. И затоа таа вели дека вистинското искрено прифаќање едноставно дека ние навистина не знаеме, го отвора нашиот ум, го отвора нашето срце за да учиме, за да растеме и кога ние ги чувствуваме болките на непријатноста во односот со нашите деца,
така лесно нема да заминеме од тие болки, нема да ги напуштиме, нема да се криеме од тие болки, кога сакаме да си признаеме дека не знаеме. Тогаш, наместо тоа, ние тогаш што ќе правиме? Ние едноставно ќе почнеме да се подпираме на болката и да се бориме. Едноставно ќе влеземе во во еден однос со неа, да сакаме да ја разбереме, да сакаме да ја прифатиме, да сакаме да ја процесираме, да сакаме да ја исцелиме и да направиме една промена во односот со нашето дете и истовремено и промена кај нас во насока на раст и развој. Значи, фактот дека ние едноставно родителите се преправаме дека знаеме се и за тоа како да ги воспитуваме овие луѓе кои што ги нарекуваме деца, таа вели зборува за една голема родителска заблуда во која што ние родителите и како сме паднати. И таа вели толку е голема желбата ние да се преправаме дека сме совршени, дека се е во ред со нашето родителствување, дека се оди според планот, меѓутоа вели работите кога ќе тргнат надолу, кога нема да одат потака на добро, колку повеќе растат децата, ние почнуваме да ги криеме нашите борби од светот, почнуваме да страдаме во тишина, почнуваме да го криеме нашиот срам. А зошто е тоа така? Затоа што не сакаме да посегаме по помош, затоа што не сакаме да го споделуваме нашето тешко. Не бараме да учиме, не сакаме да созреваме во таа насока, не сакаме да наоѓаме нови решенија. И кој е резултатот? Резултатот е дека нашите деца стануваат жртви. Стануваат жртви на нашата неподготвеност да сакаме да се признаеме дека навистина не знаеме како да родителствуваме. Во насока на поврзување со децата. И таа вели, еве ја вистината. Тука е. Кога едноставно нас ни кажуваат, ти не смееш едноставно да интуитивно да одиш по патот на твојата интуиција да го воспитуваш твоето дете. Или ти не си чудна и лоша кога се наоѓаш во една состојба на беспомошност и неспособност. Не, затоа што ти си родителот кој што знае се. Ти треба да знаеш се. Ти всушност знаеш се. Меѓутоа, таа вели оваа книга, која што воедно представува и родителски водич, го прави спротивното. Таа ги учи во насока родителите да одат во свесност преку еден многу нежен начин. И таа вели, значи, додека родителите почнуваат, ги разбираат чекорите, слушаат за чекорите и почнуваат да ги спроведуваат тие чекори во своето лично искуство со децата, самите ќе забележат колку нивниот прво поглед кон родителствувањето ќе почне да се менува, како пристапот кон нивните деца ќе почне да се менува, комуникацијата со нивните деца ќе почне да се менува. И таа вели, откако вие ќе направите на крајот една целосна промена во вашиот однос со вашето дете, неминовно ќе видите и колкава промена ќе направите и со вас самите во насока на свесност и на зрелост. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.